Почитувани граѓани, иако живееме на само неколку километри од Скопје, жителите на општина Сопиште, за жал, поради неспособната локална власт предводена од ВМРО-ДПМН и градоначалникот Стефче Трпковски, немаат вода за пиење. Особено во летниот период, водоснабдувањето е горчлив проблем во општината. Тој проблем е повеќе од алармантен за нашите сограѓани од Патишка река, Јаболце, Нова Бресница, Чифлик, Света Петка, Барово, Говрлево, Долно и Горно Соње, Добридол и Ракотинци. Граѓаните од оваа општина, поради неспособноста на градоначалникот, се препуштени сами на себе во 21 век. Да решаваат елементарни проблеми со купување на техничка вода од цистерни за хигиена и вода за пиење. При тоа, за да се донесе таа техничка вода во домовите, неопходни се хидрофори, кои престануваат да работат при прекин на електрична енергија. Во Долно Соње има 3 селски чешми, кои жителите ги користат за полнење на вода. При тоа никој не знае дали водата е бактериолошки исправна. Поради ова, жителите се изложени на чести бактеријски заболувања. Ги прашуваме локалните власти, дали некој ги запознал нашите жители со ова, иако знаеме дека на ниту една селска чешма нема предупредување дека водата не е за пиење. Зошто општина Сопиште или местната заедница Долно Соње, кој управува со локалниот водовод, нема истакнато дека водата на овие чешми е неисправна? Почитувани, токму од овие причини, со право нашите жители се прашуваат, има ли општина Сопиште градоначалник? Никој не е должен согласно закони и надлежности да се грижи за своите сограѓани и да ги решава овие за многумина незамисливи проблеми во современото живење. Но Стефче Трпковски останува глув и слеп за потребите на своите сограѓани. Поради неговиот игнорантски однос, владата предводена од СДСМ со средства од државниот буџет ќе продолжи со изградба на водоводот Патишка река, кој представува трајно решавање со водоснабдувањето во општина Сопиште. Со овој проект офатен е цевковод во должина од 22.362 метри и предвидени се приклучоци кон резервоарите на населените места: Патишка река, Јаболце, Нова Бресница, Чифлик, Света Петка, Барово, Говрлево, Долно и Горно Соње, Добридол и Ракотинци. При тоа, 70% се веќе реализирани, односно од вкупно 22 километри за изградба остануваат уште 8 километри. За жал, актуелниот градоначалник бесрамно, лажејќи ги своите сограѓани толку безобзирно, што и самиот се заплетка во своите лаги. Надевајќи се дека поради корона кризата не се гради и дека поради недостаток на финансиски средства реализацијата на водоводот е прекината. Ова, почитувани граѓани, е целосна дезинформација. Прво доказ дека во корона продолжија да се реализираат капиталните проекти е регионалниот пат, кој го направи јавното претпријатие за државни патишта, а кој ги поврза Долно Соње со општината. Второ, одговорно тврдам дека владата има обезбедено финансиски средства за реализација на овој проект од круцијална важност за жителите на општина Сопиште. Она што недостига е еден документ кој градоначалникот бил должен да го приложи до владата, согласно процедурите, поточно до Министерството за транспорт и врски за реализацијата да продолжи. А тој тоа не го стори. Зошто? За повторно да ги лаже своите сограѓани дека доколку државата не продолжи да го финансира, тогаш општината да го доврши, а при тоа не верува дека до крајот на мандатот тоа ќе се случи. Јавно го прашуваме градоначалникот на општина Сопиште, зошто чека и до кога мисли да ги замајува своите сограѓани со лаги и дезинформации. Почитувани граѓани, ова треба да биде јасна порака зошто повеќе никогаш ВМРО-ДПМН не смее да раководи со оваа општина и токму затоа на изборите на есен ги чека голем пораз. Благодарам.